Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз уништуваше и мафијашки приватизираше фирми во минатото. Истиот план за раскрчмување и распродажба на јавните предпријатија го имаат и сега во изборните програми на нивните градоначалници. И без ни малку срам го најавуваат како нивни големи проекти. За само 4,5 месеци од како Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт, спрегата помеѓу власта и бизнис олигарсите е се повидлива и е на штета на сите граѓани на Република Македонија. Бизнис интересите на Социјалдемократскиот сојуз и фирмите блиски до нив и сега и во минатото биле и се врвен приоритет и единствена сфера на интерес на владата на Социјалдемократскиот сојуз. Со криминално-транзицијската приватизација, расипничката влада на Социјалдемократскиот сојуз во минатото успеа да ги приватизира и да ги продаде сите профитабилни градски и општински предпријатија и истите да станат сопственост на мал број криминално-бизнис кланови блиски токму до Социјалдемократскиот сојуз. На ваков ист криминален начин беше приватизирано и тогашното јавно предпријатие Скопски пазар, едно од најпрофитабилните предпријатија во град Скопје. Скандалозната приватизација, именувањето на сопственичката структура на Скопски пазар од страна на владеачката гарнитура на Социјалдемократскиот сојуз влијаеше на цените на закупот на тезгите, кои драстично пораснаа веднаш откако ова предпријатие беше приватизирано. Скопски пазар, од услужно предпријатие кој беше во надлежност на град Скопје и предпријатие кој требаше се грижи за хигиената и обезбедување на соодветни услови на пазарите и пазарџиите, со менување на сопственичката структура пренасна во монопол. Скопски пазар стана компанија каде пазарџиите за закуп на тезгите плаќаат неверојатно високи цени за закупнина од 10 евра од квадрат и каде една тезга чини од 100 до 150 евра месечно. По високите цени за закуп на тезгите, кои ги плаќаат пазарџиите, за разлика од порано, автоматски ги поскапеа и цените на овошето и зеленчукот кои Скопјани треба да ги купат. Пресметките велат дека оваа фирма во времето кога Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, користејќи ја владината уредба за помалку од 100.000 евра ги има купено и зелен пазар и бит пазар, иако пазарната цена на земјиштето според овие проценки е над 12 милиони евра. Криминалната приватизација на овие предпријатија која спроведе Социјалдемократскиот сојуз имаше негативно влијание и врз општинските буџети, па така наместо парите од профитите на овие предпријатија додат во буџетот на град Скопје, каде подоцна ќе се искористеа за изградба на нови детски градинки, на нови училишта, спортски сали, затворени базини. Парите завршуваа во џебовите на тајкуните блиски до раководството на Социјалдемократскиот сојуз и нивните фирми. Почитувани, граѓаните нема да дозволат да им се случи ново уништување и продавање на општествените и јавните предпријатија заради нечии бизнис интереси и заради нечии лични богатења. Тоа време одамна заврши. Ваквото лицемерие и негрижа кон сопствениот народ од страна на Социјалдемократскиот сојуз граѓаните го имаат почувствувано и добро го паметат. За неправдата која имаат нанесено на својот народ, одговорност мора да има и таа набрзо ќе следи. Лагите и манипулациите на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев ќе му донесат убедлив пораз на престојните локални избори. Ви благодарам.